Какво е вашето влијание како бренд? Каква е трговијата денеска во Македонија? Па, Групер се отвори во 2011 година, кога помалку од 1% од населението купуваше онлайн и покрај тоа што ситуацијата не беше многу оптимистична, ние бевме ентузијасти дека ќе влијаеме и ќе ја промениме трговијата и еве после 6 години може да кажеме дека значајно влијаевме со оглед на тоа како трговијата расте и дека и трговијата е во подам уште од 2011 година. Во поглед на тоа какво е нашето влијание, значи едуциравме илјадници корисници кои го направија првото онлайн купување на Групер. Воедно компаниите кои соработуваат со нас, најголем дел од нив за прв пат се вклучија во новите трендови и почна да се ангажираат во онлайн продажба преку Групер, така што нашето влијание е многу големо, а во однос на тоа како се движи и трговијата, еве денеска најнова статистика е дека 19% од интернет корисниците, а интернет корисници имаме 73, околу 73% интернет пенетрација, купуваат онлайн, што не е ни приближно исто колку што е во Европа, односно во Европска унија, статистиката е дека 2/3 од онлайн корисниците купуваат онлайн. Значи имаме уште долг пат да се придвижиме кон развиените земји и да се развиваме во овој поглед. Така, знаете, видовме дека донесовте светски бренд кај нас. Па колку македонците во суштина, нели, пазарат и секако колку дали нашите граѓани споредбено пазарат повеќе од домашни производи или странски производи? Па да, има благодарение на новата статистика на која беше работена од април од страна на Народната банка, а беше објавена сега заклучно со септември. За прв пат се воведува статистиката воедно е прилагодена во голема мера на стандардите на Европската централна банка. Според статистиката сега имаме податок за тоа колку се тргувало со домашни картички кон домашни трговци и кон странски трговци. Од вкупно 63 милиони евра вкупно остварена вредност во онлайн трговија од јануари до септември 2016 година, значи многу поголемо учеството на странците, односно на домашните картички кон странци онлайн продавници купување, односно истото изнесува околу 70%, што е значајно поголема вредност, а во однос на бројот на трансакции не е толку голема разликата, што укажува на тоа дека многу поголема е вредноста на една трансакција направена во странство отколку кон домашните трговци. И дали е трговијата во скоро ќе го замени регуларното пазарење во суштина тука кај нас во Македонија? Па, мислам дека во светот да се случува тоа, мислам дека кај нас се уште сме далеко, имаме уште долг пат, бидејќи за да трговијата го достигне својот полн потенцијал, потребно е сите аспекти да функционираат во нејзин прилог, како што се институции, поштенска испорака, банки, пред се економски и политички фактори, а воедно корисниците, нивниот став, компјутерската писменост, преференциите за плаќање во готово наместо со картичка, значи сите тие работи многу влијаат и се работи за промена на навики кои што се долго време тука, така што ќе се менуваат навиките, ние значајно влијаеме на тоа и секако она што го менува пазарот е понудата. Ние, например, во 2011 им дадовме на корисниците атрактивни понуди кои беа потик за да го направат првото онлайн купување. Значи, што повеќе понуда за купувачите, толку повеќе ќе се ангажираат и ќе ги сватат придобивките и ќе почувствуваат од трговијата и онлайн купувањето.